Добар ден, драги правачиња, во нашата училница. Денес по предметот македонски јазик ќе се дружите со мене, наставничката Цветанка Алексовска, која што предавам во Основното училиште Страшо Пинџур Карбинци. Цели на овој час ќе ни бидат ученикот да се оспособи активно да слуша, да ја разбере содржината на приказната, да одредува ликови, место и проблем во приказната, да умее устно да ја прераскажува, да ја разбере пораката од приказната. Потребен материјал за овој час ќе ни бидат бел лист од блок, молив и дрвени боички. Ајде најнапред да повториме за превозни средства. Сигурно досега и научивте по предметот општество кои се превозни средства. Да видиме што гледаме на оваа слика. Што е ова? Така, ова е мотор. Можеби некои од вас имаат патувано и со мотор. А ова е? Така, ова е автобус. Да видиме што е ова. Така, ова е авион. Можеби некој од вас патувал и со авион. Ова е? Браво, така. Тоа е камион. А ова? Можеби најомиленото превозно средство на вас дечињата, тоа е велосипед. А ова е? Така, ова е автомобил. И да видиме што е ова. Ова е воз. Можеби некој од вас досега патували со воз. На овој час ќе учиме една приказна со едно од овие превозни средства. Затоа ќе ве замолам да бидете внимателни да слушате, бидејќи подоцна ќе разговараме за текстот. Текстот се вика Слон во автобус. Синиот автобус застана на аголот. Еден човек слезе, а еден слон се качи. Возачот на автобусот погледна во слонот и рече: "Извини, ти не можеш да се возиш во мојот автобус." Слонот рече: "Ама јас морам да стасам на време во зоолошката градина на ручек." "Имам пари за карта." Слонот ја пружи сурлата во која што ги држеше парите. Шоферот рече: Но ти покрај тоа не можеш да се возиш во мојот автобус. Премногу си голем." Погледот на слонот беше полн со тага. И рече: "Но јас сум малечко слонче. Нема да зафаќам многу место. Јас ќе се смалам, вистински ќе се смалам." И патниците во автобусот го молеа возачот да го качи слонот. Па тој најпосле рече: "Добро, ќе те возам, под услов да заземеш само едно место." Слонот купи карта и седна. Ја свитка својата долга сурла колку што можеше. Седна мирно, што дури и со очите не трепкаше. На следната станица се качи една жена и седна на седиштето пред слонот. На главата имаше црвена капа со многу долг пердув што паѓаше преку седиштето и ја допираше сурлата на слонот. Кога автобусот тргна, пердувот почна да се ниша лево-десно и да го скокотка слонот по сурлата. Слонот почувствува дека секој миг може да кивне. Сакаше да ја обрати внимание на жената за нејзиниот пердув, но за да го стори тоа, мораше да ја развитка сурлата. Инаку не ќе можеше да зборува. А за неговата сурла немаше место. Пердувот продолжи да скокотка ваму таму, горе доле. Го скокоткаше слонот се повеќе. Тој чувствуваше и најпосле апшиха,
Кивна колку што можеше силно. Уште никој на овој свет не кивнал толку страшно. Неговото згрчено тело се надува како балон, а свитканата сурла се развитка колку што е долга. Кога кивна, одлетаа капите од главите на сите патници во автобусот. Црвената капа со долгиот пердув падна на главата на возачот, а капата на возачот падна на главата на слонот. Сите беа налутени. Возачот го запре автобусот и патниците почнаа да си ги додаваат капите еден на друг. Потоа возачот му рече на слонот дека мора да излезе од автобусот. Сите патници се согласија. Слонот со тажно срце излезе и тргна пешки до зоолошката градина. По патот уште еднаш силно кивна, но тоа беше надвор и никому капата не му летна. Од тој ден никогаш не може да го видите слонот во автобус. Ви се допадна ли приказната, драги дечиња? Така, ајде да видиме сега што се случуваше во приказната и што научивме од неа. Најпрви да видиме кои ликови ги сретнавме во приказната. Тоа беше возачот со патниците во автобусот, потоа слонот и жената со црвена шапка. Ајде да видиме како се однесуваше слонот во автобусот. Купи карта за возење во автобус, седна на слободно седиште и внимаваше да не зафаќа многу место и да не смета со својата сурла. Да видиме како се однесуваше жената со црвена шапка во автобусот. Не внимаваше дали нејзината шапка со пердув ќе смета на останатите патници. Да видиме место на случувањето, каде беше? Тоа беше во синиот автобус. Проблем во приказната. Кој беше проблемот во приказната, драги дечиња? Кивањето на слонот и нередот во автобусот. А кој според вас беше виновен? Дали слонот или жената со шеширот? Овде виновна беше жената со шеширот. Како се реши проблемот? Слонот, без да се правда, излезе од автобусот и замина пешки да оди до зоолошката градина. Ова беше за приказната Слон во автобус. Ајде малку да поразговараме што мислите вие. Како треба да се однесуваме? Дали како слончето или пак како жената со шешир кога ќе патуваме во автобус? Ајде сега ќе видиме како треба да се однесуваме. Треба да се однесуваме како слонот и да видиме што научивме од приказната. Научивме како да се однесуваме кога патуваме со автобус. И тоа, да си купиме билет до местото на патување. Да седнеме на седиште и да не зафаќаме место за двајца. Да внимаваме да не пречиме на другите патници со она што го носиме со себе. Сега ќе имате домашна задача на која што на бел лист ќе нацртате како вие доживувате оваа приказна, кои беа ликовите, каде се случуваше местото
и така натаму според вас. Но најнапред ќе ви покажам неколку примери за тоа како полесно да нацртате слон. Можеби некои од вас досега немаат воопшто цртано, па затоа овде ви се дадени постапки на лесен начин да нацртате слон. Еве уште еден пример, кој од овие два ви се полесни или ви се подобри. Изберете еден и нацртајте слон. Можеби некои од вас и воопшто немаат цртано автобус до сега, па затоа еве ви пример на постапки како полесно да нацртате автобус. Кога ќе го нацртате вашиот цртеж, обојте го со дрвени боички. А за сега толку. Довидување!